почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема слободата на медиумите под закана. Во некои земји во Европа, особено во незиниот источен дел, според добрите познавачи на приликите, постојано се зголемува ерозијата на слободата на медиумите. Тоа, како што сметаат, е поради неподготвеноста на властите да ги прифатат демократските принципи и вредности, но и да се справат со корупцијата. Турската полиција пред известно време упадна во канцелариите на весникот Заман, чии новинари критички беа настроени спрема турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговата авторитарна политика. Веднаш потоа тој весник почна да објавува билтен на активностите на Ердоган. Ова е само еден од примерите како во ова НАТО земја и претендент за членка на Европската Унија, властите во стравот од јавната критика се справуваат со се што не ја дели нивната воодушевеност за сопствените потези. Од друга страна, тука е страво дека би можело ширењето на таквото јавно мислење да се претвори во некакво организирано движење и улични протести. Во многу земји прашањето на сопствениците на медиумите влијае врз слободата на печатот. Во Русија, Украина и во Западен Балкан медиумите станаа политичка алатка на елитите и олигарсите. Можете да видите како граѓанското општество во Русија е сериозно ослабено. Независните медиуми исчезна, но тоа не е знак за сите нас само да слегнеме со рамењата. Ние имаме договор со луѓето кои имаат желба да ја заштитат професијата, вели Дуња Мијатовиќ, која 6 години беше представник на ОПСЕ за медиумите. Во Украина, како што председателот Петро Порошенко дојде на таа функција во 2014 година, тој, според Мијатовиќ, и покрај незините инсистирања дека тоа треба да го стори, не се откажал од собственоста на Канал 5 телевизијата. Киев се уште ништо не прави кога ќе дојде до напади врз новинари, додава таа. Слично е и во Унгарија и во последно време и во Полска, земји кои се бореа да се откачат од тероризмот, но од чии влади сега се свртаа против медиумите. Според Мијатовиќ, најмногу загрижува ситуацијата на Балканот. Според неа, транзицијата тука е далеко од завршена. 20 години по војната, многу работи беа постигнати. Можете да видите напредок, но повторно има уназадување и стагнација, вели таа, додавајќи дека една од причините е и неподготвеноста на лидерите да ги прифатат демократските вредности. Тука секако се и неконтролираната корупција, заканите изрекувани спрема истражувачките новинари и начинот на кој јавната радиодифузија треба да биде ремонтирана. Државната телевизија во Западен Балкан не се трансформира во вистински јавен сервис. Регионот има добри закони, но кога доаѓа до нивно спроведување, тогаш тоа е нула. Се е поврзано со недостигот на политичка волја, вели Мијатовиќ, која верува дека транзицијата во Западен Балкан нема да биде завршена без притисок од Европската Унија. Настрана сегашната бегалска криза, која може да го дестабилизира Балканот, според Мијатовиќ не постои доволно меѓународно внимание за Западен Балкан, дали поради недостиг на интерес или поради тоа што тој интерес сега е насочен врз конфликтите во Сирија и Украина. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Со години невладините организации алармираат за влошувањето на состојбата со медиумите во Македонија. Како главни причини за тоа се наведуваат поврзаноста на бизнисмените кои имаат медиуми со власта и владина контрола врз јавниот сервис. Според експертите, спасот е новинарите да се држат до професионалните стандарди. Финансирањето на голем дел од медиумите во Македонија на директен или индиректен начин е поврзано со власта. Дел од нив изборите на парите им доаѓаат директно од еночниот рај Белизе. Но тоа не е единствениот проблем. Тука се цензурата и автоцензурата, пропагандистичкото информирање на јавноста, владина контрола врз јавниот сервис, партиско влијание врз агенцијата за медиуми, како и политички притисоци и влијание врз уредувачката политика на најголемиот дел од медиумите. За овие проблеми до неодамна се бараше решение во пресретни изборите, но преговорите за нив беа блокирани. Фронтот македонски медиумски организации бараат враќање на медиумските реформи на преговарачка маса, но одговор од политичарите се уште нема.
Со години неколку невладени и медиумски организации алармираат за влошувањето на состојбата со медиумите. Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани вели дека за да се обезбедат слободни и професионални медиуми е потребно да престане владиното рекламирање со кое владата ги корумпира и ги контролира медиумите. Втората интервенција која што ние ја бараме како новинарски организации е да ја ослободиме од контролата на власта, Македонската радиотелевизија и Агенцијата за медиуми. Мислам дека луѓето кои што седат во раководните органи на МРТ и на Агенцијата за медиуми се луѓе контролирани од власта и ние треба да имаме нов состав на овие органи, каде што ќе седат професионалци кои што ја знаат работата и нема да во нивната работа нема да се водат од партиските интереси. Директорката на Институтот за комуникацијски студии Жанета Трајковска вели дека нивното досегашно наблюдување на телевизијата покажува дека дел од политичките партии ја презема улогата на редакција. Политичките партии едноставно, посебно кај нас, дел од нив, ги ја преземаа улогата на редакција. Тие формулираат и прават вести 24/7 и повеќе имаме продукција на вести од некои центри за комуникација отколку од одредени медиуми. И тоа едноставно прави поместување на целиот медиумски систем. Спасот за новинарите е да се држат до професионалните стандарди. Македонија во изминативе неколку години бележи пат од над 70 места на ранг листите за слободен изразување на меѓународните организации. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.